Оризот од годинашната реколта остана во амбарите. Откуп и понатаму нема. На само неколку дена пред официјалниот почеток на новата сезона за производство на ориз, производителите на белото злато во Кочанскиот регион незадоволни, но и загрижени, бидејќи, како што велат, над 50% од оризовата арпа се уште им стои во домашните магазини, затоа што откупно-преработувачките предпријатија не склучуваат нови договори за откуп, а и цените што ги нудат се неприфатливи во однос на трошоците за производство. Откуп не се врши. Се врши селективно откупување, односно земање на оризот. Тоа не е откуп, се зема од индивидуалните земјоделци по основ на испитување на нивниот рандаманката. Колку према рандаманот ја определуваат и цената. Цената во зависност од тоа се движи од 22 до 25 денара на оризовата арпа. Меѓутоа проблемот е што и по таа цена не го земат, а оној оризова арпа што ќе даде по-добар квалитет, ќе го земат и проблем е веќе не го плаќаат одма веднаш, меѓутоа се повикуваат на закон на кој им е дозволено да го плаќат 90 дена од кога ќе го откупат, 20% одма, другите останати за 90 дена. Меѓутоа имаме информација дека и во октомври што е земано оризова арпа на земјоделците се уште не е исплатена. Откупувачите ја потврдуваат фактичката состојба на терен и посочуваат, нивните магазини се преполни со арпа што не се преработува, бидејќи подолг период се соочуваат со отежнат пласман на бел ориз на пазарите во соседните земји. Значи 70% речиси скоро од нашето производство што имаме треба да излезе од нашата држава. Значи ние имаме вишок на производство. А за да бидеме конкурентни на надворешен пазар, треба да бидеме исто конкурентни со цената. На берзата сме бајги повисоки, значи со 30%, чак со некои сорти со 50% сме повисоки. Значи ние имаме скапо производство. Дали ова за прв пат се случува? Значи ова е секоја година истите проблеми. Меѓутоа, оризопроизводителите проблемот за ваквата ситуација го гледаат во сосема друга насока. Нема извоз. Нашиот кочански ориз кој беше најквалитетен сега на пазарите не го ни бараат за употреба, за јадење. Тоа е резултат на она што го зборевме ние уназад можда и 3, 4, 5 години, дека оризот кочански мора да биде бренд, мора да биде брендиран и да државата гарантира дека тоа што ние ќе го произведеме како квалитет треба таков да оде на пазар. Дополнителен проблем представува лошата хидролошка состојба во текот на зимскиот период, со што новата сезона за производство на ориз се става под знак прашалник. И покрај интензивните врнежи од дожд деновиве, што двојно го зголемија водостојот на река Брегалница, сепак количините со кои располага акумулацијата калиманци не се доволни за целосна реализација на планот за сеидба во споредба со минатата година, па од тука годинава можни се и рестрикции на оризовите површини.